Добро вечер, започнуваме со дневникот на Канал Плюс. Накратко проследете дел од настаните на денот. Денес е светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Се оддава признание на хуманитарната работа која секојдневно ја прават милиони посветени професионалци и волонтери во светот. Се изготвува акционен план за развој на туризмот со важност до 2024 година. Стратегијата за подем на туризмот на истокот е во насока на развој на така наречениот динамичен туризам. Професор во средно училиште во Штипе со кривична пријава за облюба врз ученичка, а директорот на училиштето и државниот просветен инспектор добија кривична за непријавување на делото. Јавна расправа за финализација на студијата за туристички потенцијали на Источниот регион се одржа во Штип. Во организација на Центарот за развој на Источниот плански регион и Швајцарската агенција за развој се утврдија стратегиите за развој на така наречениот динамичен туризам. Денес Источниот плански регион организираше јавна расправа, која се однесува на разгледување и заземање на заеднички и конечен став по однос на доставените коментари за нацрт верзијата на студијата за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански регион, што представува и еден вид основа за изработка на стратегијата за развој на туризмот. Ова е дел од активностите што ги спроведуваме преку програмата за заштита на животна средина по течењето на река Брегалница. Тоа е фактички проект кој што е финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и проект кој што ќе тече повеќе години. Преку нашиот партнер Центарот за развој на Источен плански регион поддржуваме изработка на студија за потенцијалите за развој на туризам во Источниот плански регион, како и подготовка на стратегија со акционен план, каде што ќе бидат планирани идните мерки и активности за развој на туризмот во Источниот плански регион. Главната цел на денешната јавна расправа е да ја приведе кон крајот изработката на студијата. Самата студија има за цел да ги идентификува, значи да направи еден инвентар или попис на она што значи потенцијален ресурс во делот на природното наследство, во делот на културното наследство, во делот на она што значи рурална средина, односно рурални населени места, кои имаат потенцијал да предизвикаат одредени развојни активности поврзани со туризмот. Освен што се прави некаков попис или инвентар, истите се вреднуваат и им се даваат одредени регионални карактеристики, односно се испитуваат капацитетите за од регионален аспект. Целта на оваа студија всушност ваквото валоризирање на сите овие ресурси да биде искористено да се создадат или да се оформат заклучоци на каде да се действува и како да се искористат овие ресурси за да се направи одредени насоки за развој на туризмот. На овој настан беа присутни представници од сите 11 општини. Марш со кој се кажува стоп за полициската бруталност денес се организираше и во Штип. Натамошното дејствување на учесниците се уште не е прецизирано, а за вакво солидаризирање помогнала социјалната мрежа Facebook. Социјалната мрежа Facebook послужи за организирање и солидаризирање. Денес и во Штип да се спроведе марш во кој ќе се стави акцент против полициската бруталност. Учесниците во протестниот марш со пароли го потенцираа нивниот став, а ваквата иницијатива, како што велат, потекнува од несразмерната сила од полицијата кон граѓани во одредени случаи. Моментално ова е само локален собир, допрва ќе видиме, значи накаде ќе се упатиме, дали ќе се упатиме, затоа што овде се собрани граѓани од секаква, значи позадина, без разлика на етничка или партиска припадност. Има и независни граѓани, има и други граѓани, тоа е тоа. По Скопје, Битола, Прилеп, Струмица и Кавадарци, денес ваков марш се одржа и во Куманово, Охрид и Свети Николе. Во Кочани денес имаше манифестации по повод утрешниот ден на Европската Унија. Презентирана беше етно куќата како проект на Унијата, а на Пониква се откри спомен плоча на војната болница од 1947 година.
Општина Кочани и годинава го одбележува Денот на Европската унија. Учениците од основните и средните училишта на штандовите ги прикажаа обичаите, културата и традиционалните јадења на повеќе европски земји. Присутните најпрвен ги поздрави градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски. Да се биде дел од Европската унија е предизвик, но и одговорност. Нашата цел да бидеме дел од европското семејство значи да го почитуваме своето богато наследство на вредности. Овде спаѓа верувањето во човековите права, социјалната солидарност, слободното предприемаштво, праведната распределба на плодовите од економскиот развој, правото на зачувана и здрава животна средина, почита кон културната, јазичната и верската разноликост и хармоничниот спој на традицијата и напредокот на сите членови на општеството. Во пресред на 65-тиот роден ден на Европската унија и 70 години од победата над фашизмот, и овде, во Кочани, веќе по традиција организираме настан за да се прослави европската идеја на локално ниво. Учениците од основното училиште Малина Попиванова на оригинален начин ја представија финска. На штандот кој го подготвија заедно со нивните наставници ги прикажаа сите обичаи на оваа земја. Јас сум Теодора Станева и ја представуваме земјата Финска. Направивме сок, тој е алкоолен, не безов алкоолен пил, кој финците го пијат после одење во сауна. Во Финска има околу 500.000 сауни и после одење во сауна тие го пијат овој традиционален сок. Финска е позната и по Дедо Мраз, кој доаѓа од Лапонија. Јас сум Дедо Мраз и доаѓам од Лапонија, која се наоѓа во северниот дел на државата Финска. Овде во Македонија времето е многу топло, па јас се облеков бидејќи во Лапонија е многу студено за северниот пол. Со мене овде се двете прекрасни бабомразици. Велика Британија беше представена од страна на учениците од основното училиште Крсте Петков, Мисирков. Британија, значи во Обединетото кралство е создадена со државите Англија, Шкотска, Велс и Северна Ирска. Карактеристично за британците е тоа што тие најмногу пијат чај. Чајот е еден од најпопуларниот напиток во Обединетото кралство. Британците најмногу сакаат чолја јак чај со млеко и колачиња. Омилена храна на британците е најпопуларна фастфуд храна. Во Британија е печена риба и компири. И средношколци учествуваа во одбележувањето на Денот на Европската унија. Јас сум Бојана Китанова, ученичка во средното општинско училиште Гошо Викентиев. Традиционално секоја година се одржува Денот на Европската унија. Секое училиште и од средните и од основните си подготвуваат свој штанд. Оваа година средното општинско училиште Гошо Викентиев ја представува романија. Имаме изработено некои производи, знаменци и слично што можете да ги забележите на штандот. Настанот се одржа на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри, каде настапи и хорот на основното училиште Малина Попиванова со изведба на химната на Македонија и химната на Европската унија Ода на радоста. На денешен ден 1828 година роден е Анри Динан, основачот на Меѓународниот комитет на Црвениот крст. Зато овој ден се слави како Ден на Црвениот крст и црвената полумесечина. Македонскиот Црвен крст е прво сертифицирано национално друштво кое може најефикасно да помогне во местото на делување за било каква хуманитарна помош. Волонтерите и хуманитарците од Црвениот крст на Македонија денеска го одбележуваат Светскиот ден на Црвен крст и црвена полумесечина, ден кој се одбележува во сите национални друштва во чест на основоположникот на движењето на Црвениот крст и црвената полумесечина, Анри Динан. По повод денешниот ден, организацијата на Црвен крст во Штип со низа активности. Сакам да им честитам на сите членови, волонтери, крводарители, поддржувачи, на сите наши граѓани, да им го честитам 8 мај, Светскиот ден на Црвениот крст, да им посакам многу здравје, среќа, љубов и многу успеси во понатамошната работа. Голем е бројот на млади кои се вклучени во организацијата на Црвен крст во Штип, кои со своите идеи допринесуваат успешна работа, а со тоа се подмладува и самата организација. И врвните уметници се вклучуваат во промоцијата на хумани вредности на Црвениот крст за помош на социјално ранливите семејства. Со перформанс на актерот Васил Зафирчев се помага на социјално ранливо семејство во Виница.
Познатиот македонски актер Васил Зафирчев во хумана мисија во Виница, во соработка со волонтерите од Црвениот крст, синоќа премиерно за виничани го изведе 20-минутниот перформанс Дневникот на хулиганот, преку кој практично ја промовираше и истоимената книга на авторот Сашо Димовски. Мене ми е пред се многу драго што токму со промоцијата на Дневникот на хулиганот и буто перформансот дојдовме во Виница со хуманитарна цел да помогнеме на едно социјално загрозено семејство. И ми е многу драго што Дневникот на хулиганот доживеа своја промоција и во Виница, покрај многуто други градови во кои бевме низ Македонија, не очекува и фестивалска изведба следната недела на фестивал во Бугарија. Буто перформансот како естетика е апсолутно нова за нашиот простор. Станува збор за јапонски танц театар, кој потекнува од 50-тите години на 20-тиот век. Се јавува како резултат на реакција на јапонските традиционални уметници после фрлањето на атомската бомба во Хирошима и Нагасаки. Те едноставно сметаа дека повеќе уметноста не може да функционира во рамките на традиционалните естетички концепти, како што се но кабуки театарот, пекиншката опера, и решаваат да направат сосема нова форма, која што ќе биде во естетиката на грдото. Јас имав прилика да гледам неколку изведби на јапонски буто танц уметници кои го шират бутото низ целиот свет. Тоа е по последниве 20 години една од најпрактикуваните танцови техники. Минатата година Дневникот на хулиганот беше најпродаваната книга на издавачката куќа Култура, а главната порака која испраќа авторот е дека само преку љубовта, единствено и само преку неа растеме во нас, растеме за живот погоре, стремејки се секогаш подлабоко кон вечното убаво во нас и секогаш повисоко кон вечното добро во нас, кон сето она што е за наше најголемо и највозвишено убаво и добро. И синоќешниот перформанс како надградба на книгата беше токму со таа цел. Се направи уште еден проект каде што ќе се соберат одредени средства со цел да се помогне на најранливите категории групи, односно они социјално загрозени, и ќе се смени на некој начин, односно ќе се подобри на некој начин нивниот живот. Вклучени се околу 30 младенци, поделени во 5 групи, и секоја група си има свој лидер, свој ментор, каде што со своите идеи прават различни активности, настани, забави, театарски представи. Во рамки на проектите на Црвениот крст, вечерва премиерно ќе биде прикажана и представата Свадба во изведба на драмската секција при Основното училиште Славчо Стојменски Виница. Денес во Делчево се промовираше проектот Урбан Зид, проект на Агенцијата за млади и спорт помогнат од општина Делчево, а наменет за младите за изразување на нивната креативност на место наменето за графити. Денес директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски, градоначалникот Дарко Шехтански во градскиот парк во Делчево го промовираа проектот Урбан Зид. Проектот е наменет за младите од општината да се поттикне нивната креативност и пред се преку можноста тие да имаат свој простор кој од денес па натаму ќе биде наменет за нивното креативно изразување. Сакаме да ги стимулираме младите луѓе да ги искажат своите креативни мисли преку цртање на графити со позитивни содржини. Многу често не само во Република Македонија, туку и во останатите држави во светот, цртањето графити се смета за еден вид на вандализам. Меѓутоа, јас велам дека кога постои точно определена локација, точно определен простор, и кога оние кои што ги цртаат, ја цртаат таа улична уметност, ја канализираат својата позитивна енергија, искажуваат пораки со позитивни содржини, тоа секогаш наидува на одобрување од страна на случајните минувачи, и токму затоа решивме да го имплементираме овој проект со кој што сакаме да ги инволвираме младите луѓе, својата позитивна енергија, својата креативна мисла да ја искажуваат на позитивен начин и секако да испраќаат позитивни пораки во општеството, и истовремено сакаме да ги одвратиме од идејата да пишуваат пораки со било каква содржина и било каде. Проектот е поддржан од општина Делчево, а младите од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо направија прекрасен графит на кој е представен градот со ништата со символи карактеристични за градот Делчево. Во креативноста раце вмеша и директорот Спасевски и градоначалникот Шехтански.
Досега проектот успешно се реализира во неколку општини: Велес, Гостивар, Битола, Гевгелија, Кавадарци и Кочани, а ќе продолжи да се реализира и во текот на идните неколку месеци во останатите општини ширум државата. СВР Штип поднесе кривична пријава против 63 годишен професор, 47 годишен директор на Средното општинско училиште Колен Ехтенин во Штип и против 46 годишна државна просветна инспекторка од Штип, поради постоење основано сомнение дека првопријавениот сторил кривично дело, облюба со злоупотреба на положбата, а второ и трето пријавените сториле кривично дело, непријавување кривично дело или сторител. Прво пријавениот како професор во горе наведеното училиште во Штип во 3 наврати во текот на 2014 година, злоупотребувајќи својата положба, извршил други полови дејствија над ученичка во училиштето. Второ пријавениот како директор на горе наведеното училиште и трето пријавената како државен просветен инспектор свесно пропуштиле да го пријават кривичното дело на надлежен орган сторено од страна на првопријавениот, иако биле должни да го сторат тоа, а за кое дознале во вршењето на својата должност. Понудата на сезонски плодови на зелените пазари расте, квалитетот на истите се подобар, а цените се во опаѓање. Денес на градскиот пазар во Штип задоволни со прометот беа производителите, а квалитетот и цените на артиклите ги направија среќни и купувачите. За разлика од пред извесно време, кога поради водниот талок зеленчукот беше со слаб квалитет, денес на градскиот пазар во Штип, освен квантитет, имавме квалитет во понудата. Впрочем, подрачјето на Штип навистина спаѓа во групата на региони, каде што почвата не е загадена, па поради тоа и повеќето градинарски производи се здрави и со висок квалитет. Од која цена? 30 денари моментално. Дале колку продава? 40. Па околу 50 килограми до сега. Купува? Уште е рано, да. Прилично. Ѓубрен со вешташко? Не, никако. Ни ѓубре, ни пестициди, ни препарати. Ова е еколошка храна. Од чисто поле, од чист крај. Муштериите ве знаат? Да, постојано истите од цела есен, пролет, истите, да. Целе 15 динара, 10 динара, кој како. Да. Джабе, да. Денес промотивно на градскиот пазар ги имаше јагодите, кои традиционално ни доаѓаат од Скопската котлина. 120 со 40. Има ли количина годи? Слабо. Вода имаше, да. По која цена ги продавате? 120 со 40. Колку килограми донесат? Па не знам. 20 гајби. Струмичко Радово е познато по сирењето, но и по младиот компир. Здравје Радово. По која цена? Цена 25 динара. Здравје Радово и сирење. И сирење произведува. Всичко има. Кашкавал, урда, комплет произведува има ние. Јаки сме Радово. Најработик цело Струмичко. Купувачите пак со своји оценки за денешната понуда и цени. Купивме зелка. Зелка, салата. Како цени? Па добре, спрема нашите услови добри се. И да сакаме по ефтино не може. И тие луѓе треба да заработат. Задоволен сум, не е многу страшно. Име, кромит? Ништо. Кромит. Што друго ќе купи? Ништо, нема пари. Во село нема ли кромит? На село ли? Не сум на село, јас сум на град. Тоа компирите, кромит, тие работи. Пари нема. Скапо е. Во однос на минатиот пазарен ден, цените се благо опаѓање. Ваквиот тренд може да продолжи или не, што зависи од понудата. За да се спречи врнежи на црвениот плоштад во Москва, Владимир Путин користи советска технологија, која ќе гарантира сонце за време на комеморацијата од 70 годишнината од завршувањето на Втората светска војна. Рускиот претседател сака да се осигури дека воената парада на денот на победата нема да биде попречена од дожд. Девид Камерун останува британски премиер, а неговите конзервативци се на чекор до формирање на нова влада. Покажуваат првите резултати по изборите во Велика Британија. Сега е јасно дека ова е многу важна ноќ за конзервативците, изјави Камерун, откако беа пребројани гласовите во округот Витнеј, кој покажа дека освоил представничко место во парламентот. Секоја година илјадници туристи одат во преубавата Мајорка на одмор,
како би уживале во преубавите плажи и фантастичниот ноќен живот. Деновиве издадено е предупредување за сите туристи од опасност од ајкули, откако во јавноста протекоа фотографии од ајкули во близина на брегот. Имено во одморалиштето Палманова се појавиле ајкули, а на брегот во Шпанија може да се забележат 90 видови ајкули. Албанската полиција продолжува со уништување на површините засадени со марихуана, во чие лоцирање помагаат и хеликоптери на италијанската полиција. Во рамките на акцијата за уништување на посевите со марихуана кај северниот град Скадар, уништени се околу 2000 садници. Специјалното обвинителство во Косово денеска подигна обвиненија против 32 лица поради регрутирање на луѓе за тероризам, организирање учество во терористички групи и за неовластено поседување и користење на оружје. Од 32 обвинети лица, 27 од нив се обвинети за кривичното дело, организирање и учество во терористички групи. Футсал клубот Мал Ајак започна со уредувањето на спортскиот центар Джексон. Во договор со општина Штип и Мал Ајакс, овој спортски центар ќе го користат 5 години. Веќе е поставена вештачка трева, а наскоро треба да започне уредувањето на оградата, да се постават светла и да се уредат просториите во овој спортски центар. Во договор со локалната самоуправа го добивме овој објект на користење на 5 години, а нашата должност е комплет да го реновираме теренот, да ставиме вештачка трева подлога, да ја обновиме фасадата, комплетно целосно уредување на објектот. Во рок од 6 месеци е договорот, но ние ќе се трудиме за непол месец да биде се готово. Овој спортски терен ќе го користи пионерската младинска школа Мал Ајакс за тренинзи и надпревари. Општина Делчево годинава ќе добие нов двоен тениски терен. Денес директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски, градоначалникот Дарко Шехтански свечено го означија почетокот за изградбата на двојното тениско игралиште на површина од 1600 метри квадратни, лоцирано спроти градскиот стадион. На моје големо задоволство денеска заедно со градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански практично го означуваме стартот на почетокот на изградба на еден двоен тениски терен кој што е дел од проектите на Агенцијата за млади и спорт и на владата на Република Македонија за изградба на 120 тениски терени низ целата земја. Вложувањето во спортот и во спортската инфраструктура е дефинитивно еден од врвните приоритети во работата на владата на Република Македонија и тоа го покажавме и докажавме во изминативе години преку континуираната изградба на проектите за изведба на 50 фудбалски игралишта, 35 спортски сали преку Агенцијата за млади и спорт и 145 училишни спортски сали преку Министерството за образование и наука, проектите за изградба на 100 повеќе наменски малски игралишта и секако проектот за изградба на 120 тениски терени. До сега изградени и ставени во функција се вкупно 39 игралишта, во моментов се градат 33, заедно со овој двоен тениски терен ќе стигнеме до бројка на 35, очекувам дека некаде до крајот на оваа година ќе имаме преку 70 тениски терени кои што ќе бидат изградени и свечено предадени во употреба практично во сите општини во нашата земја. Градоначалникот Чектански се заблагодари на успешната соработка со владата и агенцијата и посака од овој терен да излезат нови спортски таленти. Благодарност до директорот на Агенцијата за млади и спорт, на владата на Република Македонија и премиерот Никола Груевски. Општина Делчево ќе добие современо двојно тениско игралиште. Значи ќе имаме еден спорт кој досега не беше во општина Делчево. Знаете, ние во дворот на основното училиште Ванчо Прак ќе градиме единечно тениско игралиште, така да спортот во општина Делчево се надеваме дека ќе го развиеме на повисоко ниво. Со инвестиција од 11 милиони динари од буџетот на Агенцијата за млади и спорт, тенискиот терен ќе биде изграден со тврда акрилна подлога за надворешни спортски терени, со сертификат од Интернационалната тениска федерација. Покрај камен темелникот за тениското игралиште на денешната работна средба, директорот на агенцијата и градоначалникот разговараа и за начинот на предавање на спортската сала во надлежност на општината.
Иако првично беше најавен со старт за 4 мај, сепак утре по повод денот на Европа 9 мај започнува меморијалниот турнир во мал фудбал Милијанерски Џингар 2015, чиј почеток е закажан за 18 часот. На турнирот досега се пријавени 8 екипи, а за најдобрите и оваа година ќе следуваат награди. Ќе трае некаде до крајот на месец мај, значи повеќе од 250 учесници ќе имаме на тој турнир. Како и секоја година, и ова година за најдобрите од кои што ќе постигнат најдобри резултати во сите дисциплини спортски. Очекуваме огромна посетеност, како и претходните години. Се надеваме дека ќе имаме едни добри спортски активности во периодот на месец мај. Инаку освен во мал фудбал пријавени има и во ракомет, баскет и пинг-понг. На овој турнир ќе учествуваат спортски екипи од градот Македонска Каменица, кои што во својот состав нема да вклучат повеќе од 2 надпреварувачи од другите општини од регионот. Овде е крајот на дневникот на Канал Плюс. За овие останати информации прочитајте на нашата веб страна kanalplus.mk. Пријатна вечер.